Не зборувам во име на партија или колективитет, иако јас сум член на ВМРО ДПМН и пратеник на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, мене ме влечат и ме стопираат и ме прашуваат луѓе по улица кои што не се само членови на ВМРО ДПМН. Разговараат со мене луѓе кои што се етнички исчистени од територии под шара. Разговараат луѓе кои што се на линија на фронтот, Јегуновце, Жилче и Ратаја, кои што се на линија на фронтот со уште 7 македонски села, кои што се единствени македонски села до Скопје, кои што се секој ден под снајперски оган, без разлика на сите можни примирија, споразуми, договори, како сакате наречете ги. Знаете ли во каков страв живеат тие луѓе во Јегуновци? Во Жилче и во Ратаја. Еден пратеник на СДСМ пред 2 дена ми рече дека било партиски маркетинг што сум бил во униформа. Мала дигресија од тоа што сакам да го зборувам. Ја ќе се сложам дека е партиски маркетинг. Мислите дека може да се облече униформа и да се загине во име на една држава како партиски маркетинг? Ево, тука ве прашувам, кога ќе имате можност да ми реплицирате, не сакам да ви именувам, добро се сеќавате. Јас само сакам да ви кажам, вие мене обвинете ме за партиски маркетинг. Меѓутоа, одете да ги прашате луѓето во Јегуновце, во Жилче и во Ратаја, како име, дење и ноќе, дали спијат мирно и што викаат ако се повлече македонската полиција, ќе се случи со нив. Бидејќи војската ја повлековме, некој ги повлече тенковите. Ако некој сака единство, тоа сум јас. Ако некој сака со вас да се здружи, повторно сум јас. Ја немам ништо против вас. Меѓутоа, вие не можете, нити вашиот лидер, нити никој од вас да не обвинувате нас за тоа дека сме за војна или против, или не знам, за неединство, затоа што не ви одговара она што ние го правиме. Да се вратам на 94-та година. Тетовски универзитет. Македонската јавност не знае некои работи. Некои работи од страна на журналистите, во наводници, новинарите, не се пренесуваат какви што се. Тоа е затоа што е целото македонско новинарство платено, подплатено, купено, препродадено. Знаете ли колку јас сум денеска загрижен со тоа што може би утре во Старт или во Зум или во Утрински вестник ќе ме анализираат уредниците. Со тоа што ќе ги обвинам, ни најмалку, затоа што нема ништо да остане утре од Македонија. Во таа насока да размислувате. А Тетовскиот универзитет од 94-та година, македонскиот народ нема шанса да дознае дека сега со овој договор треба да се легализира. Тетовскиот универзитет не можам да се сетам дека ВМРО ДПМН го отвори или пак владееше. И затоа вашите ретори способни од типот на Никола Поповски или можеби Шекеринска ме интересира како ќе успеат да ја убедат македонската јавност или вашите новинарски пера купени дека ние сме умешани во информирањето на тој универзитет. Тоа сакам да го видам. А мене излезете, пуздар направете ме на говорници. И убедете ме исто така дека јас сум и предавник, и идиот, ама дека не сте дале 150.000 државјанства за да владеете. 150.000 души кои што денеска пукаат на нас и кои што денеска не знаат македонски да зборат, туку српски разговарат кога ги малтретираат македонците, само затоа што се дојдени од Косово. Тоа ако ме убедите, ништо друго не ми е важно. Не ми е важно ни дали ќе се занимавам со политика, ни дали ќе ме има тука, ни дали ќе имам можност со некој од вас да дискутирам. Оти нема многу да ми недостасувате. 97 година. Тетово и гостивар албански знамиња, кој што сеќам ВМРО ДПМН се уште беше во опозиција. Ова се
3 години за кои што зборувам, кои што ги нарекувам години на наше опозиционо владење, меѓутоа години прилично значајни за подготовка и поставување на подлога на она што денеска се случува. Оти македонската армија во февруари не можеше да врати со хеликоптери затоа што ги немаше. 97 година не можеше да возврати со тенкови кога беше напаѓана полицијата во Гостивар затоа што ги немаше. Значи, во едно логичко докажување и представување на нештата, јас сакам да зборувам за тоа што има, од што до што доаѓаме, да не ги заборавиме нештата. Не може мене никој да ми каже денеска дека во Танушевци во февруари настана проблемот и кризата затоа што тогаш им текна на албанците или шиптарите, како сакате. Тоа е подготвувано. Правени се проби, тестови. 97 година беше тест. Тој тест го имате, се извинувам, го имате во вид на албански знамиња истакнати пред општините, кои што заврши како што завршија во затвор некои луѓе. Градоначалниците на Гостивар и Тетово, Бранко Црвенковски интервенираше, ги затвори. Меѓутоа, во таа иста година, што морам да го кажам, ние, македонските студенти, подсетивме до што ќе дое. Имаше двомесечни протести против законот за педагошки факултет на господинот Бранко Црвенковски во договор со неговите коалициони партнери ПДБ, кој што беше вовет во она што денеска го имаме. Никој не може да ми каже дека еден парцијален закон не е логички предвестник на она што денеска треба ние со овој рамковен договор да го дефинираме, а тоа е да го прогласиме Тетовскиот универзитет за државен универзитет. Пробите беа успешни. Еве до што дојдовме денеска. И не може тој господин да излезе и да не предизвикува и да не прозива и да не става на тапет како предавници, како одговорни, затоа што тој го даде тој закон. Господинот Никола Поповски мислам дека не гласаше за тој закон во тоа време. Тој закон беше срамно донесен во овој парламент. Беше донесен откако беше ветено на студентите дека нема да биде донесен, а го донесоа за време на паузата помеѓу зимскиот и летниот семестар. Со една математичка прецизност за да се избегне можноста од протести и од блокирање на парламентот. Се сеќавате? Тогаш бев надвор од парламентот и многу бев горд. И сега ми е многу жал што не сум надвор со тие луѓе пред парламентот. Затоа што јас се чувствам како дел од нив. 3,5 години до ден денешен поданичките журналисти, новинари на СДСМ на крст ме распнуваат за тие протести. Како расист, како шовинист, како предавник, како човек што се предомислил, како човек што лажно се играл со чувствата на македонците. Јас повеќе пати кажав, не сум се откажал од тие протести. Тие протести денеска сметам дека добива својата историска верификација. Укажаа на тоа што ќе се случи со Македонија. Македонската интелигенција и свест, иако имаше и средношколци, а очигледно дека некои средношколци се попаметни од врхунски политичари во Македонија, укажаа на тоа дека следува распад на Македонија. А вие не прогласивте за најголеми предавници. До ден денеска не престанавте да ги негирате тие протести. А ја ви кажувам сега јавно, јасно и гласно, ниту сум се откажал од тие протести, ниту пак мислам после тестот на историјата, после историјата, односно тестот на времето и на историската дистанца, нешто било неправедно во тие протести. Сме сакале да ја сочуваме една единствена